Денеска сме во Битола, во новата канцеларија на Левица. Со нас тука е лидерот на партијата, професор доктор Димитар Апасиев. Добро ни дојдовте во Битола, а ние добро ви дојдовме во вашата канцеларија. Така, добро ме најдов. Ова е 14-та канцеларија поред и со тоа ги завршуваме официјално нашите предизборни активности. Се надеваме на влез во парламентот овој пат за разлика од 2016. Бидејќи сме на самиот крај од кампањата, колку сте задоволни од целиот тек на кампањата? Како ве примија македонските гласачи? Па јас искрено сум презадоволен. Значи, од она што го добивам како фидбек од терен, мислам дека со ресурсите кои ги имаме покривме максимално што можеме. Во некои градови парираме дури со големите партии, дури и повеќе не има. Така што мислам дека за разлика од 2016 каде што теренски можевме да покриеме само општини кои се бројат на една рака, сега покривме буквално секаде каде што можевме, значи диагонално од Дојран до Тетово, од Куманово до Охрид, мислам дека немаше град кој што не е покриен, така што од нашите волонтери на терен осеќам дека народот ја прима пораката полека, но сигурно веќе име преку глава од двете етаблирани партии и овој бипатризам кој не донесе до ова дередже, да бидеме не само ставени во кош на Западен Балкан, пред кој што бевме светлосни години, туку да бидеме и последна земја од Западен Балкан. Мислам дека ситуацијата е веќе неиздржлива вака и народот природно си бара трета опција. Мислам дека баш поради тоа на овие избори Левица ќе изненади, барем со парламентарна група, без која нема да може да се формира следна влада. Од движење преминавте во партија. Кои се главните акценти во вашата програма? На кои теми, на кои полиња имате најголемо внимание посветено? Така, па да, од движење, граѓански движења, невладин сектор, преку Ленка, поминавме во партија во 2016, бидејќи свативме дека само партија може да запре партија, све друго е хипи мувмент и џабе се трошиме. Тоа го свативме, го сватија и нашите активисти, не го сватија нашите довчерашни другари кои што веќе не се со нас, знаете, после тој раскол, но сега Левица е 3 пати помоќна од претходно. Во поглед на програмата, ние нудиме радикална програма, радикална левичарска програма и не се срамиме од тоа, бидејќи сметаме дека ситуацијата е нож до коска, затоа што тоа е исто благите реформи кои ги нудат другите партии се неолиберални, тие се реформи кои се спроведуваат 30 години, кои не даваат плод. Ние сметаме дека треба радикално преструктурирање на целото општество и целата држава. Нашата програма е поделена во 9 сектори, бидејќи сметаме дека Македонија треба да ги намали бројот на министерства на максимум 10, со тоа што во секој сектор нудивме малтене револуционерни решенија кои што ќе го подобрат животот на граѓаните, без да влегуваме во Европска Унија во перспектива и така ни се затворени вратите, меѓутоа без во никој сојуз да влегуваме, 5-кратно може да се подобри животот со домакинско работење и правилен менеджмент на ресурсите со кои што располага државата. Од социјална правда, преку антикорупција, преку политички систем, антидискриминација, значи тоа се сегменти, реформа на безбедносен сектор, надворешна контрола на МВР, економски даночни реформи во смисла на прогресивен данок, значи сето тоа е опфатено детално во програмата. Имаме програма и кратка верзија, она агитацијска која ја делиме со граѓаните, но и целосна програма која е работена од експерти и професионалци во секоја област. Во сферата на економијата, веќе споменав, предвидуваме данок на луксус за богатите, односно една прогресивна даночна реформа, каде што трудот ќе биде ослободен од даноци и ќе се даночи капиталот со цел општествена редистрибуција, за да не ни се случува оно што го имаме сега, секој ден богатите да стануваат се побогати, а сиромашните се посиромашни. Исто така предвидуваме во сферата на правосудството радикални реформи, бидејќи е рак рана која што не држи на дното. Корупцијата не може да се гони баш поради тоа што обвинителството и судството се окупирани од неколку фамилии, роднини, пријатели, значи тие антинепотистички мерки ни се строго изразени, со цел да не може во едно исто апелационо подрачје
мајка, ќерка, син и татко да бидат во исто време носители на јавно обвинителска, судска, нотарска или адвокатска функција. И исто така, нашиот завет кој што го имаме дадено пред граѓаните уште од 2016 укинување на извршителите, кои што се претворија во мултимилионери на сметка на граѓаните кои што за долгови од 1000-2000 денара треба да плаќаат 20-30 илјади, што го нема никаде во свет. Како лева партија сигурно имате голем дел од вашата партија посветен на работничките права. Така, тука предвидуваме продолжување за жените работнички, продолжување на породилното отсуство на 1 година, дупли дневници за работа на празници и на викенд и за викенди, и револуционерното е скратувањето на работниот ден од 8 на 6 часа, бидејќи на тој начин ќе се ослободат многу работни часови со цел да се пополнат со млади вработени, затоа што имаме рекордна младинска невработеност, заедно со Грција и со уште една земја сме во топ 3 во Европа, така што тоа е еден од начините да се надмине тој хроничен проблем со невработеноста кој што го имаме, со тоа што ќе ги намалиме работните часови и ќе воведеме двосменска администрација и она наше ветување за шалтери без пауза, односно граѓаните да можат во секое време да ги сервисираат сопствените услуги од администрација која ќе работи постојано за нив. Професоре, вие како правник пред се, бурно реагиравте на начинот на кој што беа донесени некои закони и меѓународни договори. Тука ќе го спомнам законот за употреба на јазиците и договорот со Република Грција, после кој што дојде и промена на нашето уставно име. Вие велевте дека закон кој што не е подпишан од актуелен председател на државата, всушност и не е закон, тука е обично парче хартија, а за законот за јазиците велевте дека тој не е применлив, што и во пракса навистина се докажуваат во многу ситуации дека не е применлив. Ова го кажувавте уште пред 2 години. Така да. Еве вчера ја поднесовме нашата кривична пријава против поранешниот председател на Уставниот суд, токму за така наречениот закон за двојазичност, кој што не е закон, значи да не ги лажеме граѓаните, тоа е објавен во службен весник, но не е закон. На местото на председателот на Републиката стои подпис од некој чиновник од кабинетот на Талјат Џафери, што е единствен случај во историјата на нашето уставно право од Југославија па до денес, од кога ги имаме уставните судии како орган во нашиот правосуден систем, бидејќи Југославија била првата комунистичка земја која го вовела тој орган. Сега уставното судство е сведено на карикатура. Во фелата ние не ги ни знаеме кои се уставни судии, бидејќи се манипулира со таа флоскула истакнат правник, па се и се што се става како уставен суд. Ние точно е дека не го признаваме Преспанскиот договор, затоа што сметаме дека е шверцерски донесен, со узурпација на надлежноста која врховно му ја дава уставот како титулар, го овластува председателот да го подпише меѓународниот договор, и затоа што е донесен на една шверцерска процедура, спротивно на дури 2 референдума, така што за негово поништување ви треба правен тим кој што го имаме, покажавме дека го имаме со пресудата од Хаг против Грција, и политичка волја која за жал се уште ја немаме кај големите политички играчи, но се надевам дека ние ќе ги натераме да инклинираат кон тоа, бидејќи на крајот на криштата не може 300.000 македонци и 200.000 албанци да променат име и идентитет на 2 и кусур милиона народ. Тоа го нема. И уште 2 и кусур од македонци надвор од татковината, нели? Кои што за жал нема да можат да се кажуваат дека се македонци. Бидејќи видовме дека новите политики на ЕУ во системот оној за патување нас не ословуваат како Норт Македонијан или Северно македонци, така што паѓа во вода дека идентитетот е бетон, идентитетот е руиниран, уништен, и ние ќе треба генерацијска битка да си го повратиме. Дали ќе најдете партнер во парламентот за сите овие работи да ги направите на дело? Па не знаеме дали ќе најдеме, ние ќе бараме во процесот на преговарање, ќе го и поставиме на маса. Доколку не бидат прифатени, ние не сме болни за власт, ќе си бидеме опозицијска парламентарна партија, но и тоа е многу подобро од оно што сме сега. Сега сме опозицијска вон парламентарна, каде што ги немате инструментите на парламентарната демократија и не сте мокни. Но тогаш ќе бидете мокни, бидејќи ќе ги имате инструментите внатре во собранието.
На многу анкети фигурира левица за разлика од други партии, од така наречените помали партии, кои што воопшто ги нема. Кои се вашите реални очекувања? Колку пратеници би имале во наредниот парламент? Реални очекувања според сите оние опипливи показатели од терен се сите носители на левица да влезат во парламент, тоа значи 5 до 6 пратеника е реална бројка, бидејќи за подсетување на граѓаните кои што се жртва на пропаганда дека гласот даден за мала партија, односно за левица во случајов е фрлен глас. Македонија има 1.800.000 гласачи, луѓе со право на глас, на 6 изборни единици, тоа се по околу 300.000, со нормална излезност која јас ја очекувам околу 50%. Нас ни требаат 8.000 од изборна единица гласови за да влеземе, што не е неостварливо. Значи, луѓето да знаат дека гласот даден за левица е глас за подобра иднина и глас за реално пратеничко место во нивната изборна единица. Очекувате околу 50% поради кризата со пандемијата или? Да, очекувам да биде во граници на нормала од 50 до 60. Поради пандемијата нормално е да се намали, но од друга страна револтот за се ова што ни се случи си во овие години, мислам дека е голем и голем дел од апатичните луѓе успеавме со нашата позитивна кампања да ги вратиме повторно во надеж и да ни го доверат гласот. Нашите канали за комуникација се преполни со поддршка од типот на луѓе кои 10-15 години немаат излезено на избори, за прв пат сега ќе излезат цели фамилии и ќе го дадат гласот за левица. И тоа охрабрува. На самиот крај, едно прашање кое што не е од вашата област, но сепак сите нас не интересира. Како според вас државата се снајде во оваа пандемија? И дали воопшто се снајде? Па катастрофално. Значи, според светските параметри, ние сме ставени во група со Либија и Ирак. Сега се што треба да знаете е дека овие две земји се со години разорени од граѓански војни и нормално е да не се снајдат. Значи, до толку е разорен системот од внатре, од мафијашките картели кои се инсталирани во нашите две или три партии, значи СДСМ, ДПМН и ДУИ, што ние практично видовме дека ние немаме систем. Значи, короната ни покажа дека ние немаме ниту здравствен систем, ниту безбедносен систем, верските фанатични лидери ни се водачи во општеството, така што ние немаме, малтене ние немаме држава, ние имаме разбойничка дружина и сето тоа мора да се стави крај на 15 со честни и храбри млади луѓе кои што ќе речат доста е. Значи, навистина е доста 30 години, бидејќи воспротивно ќе треба да се иселиме и да им оставиме државата да ја раководат овие олигарси и овие картели. Професоре, да упатиме повик до нашите гледачи. Така, па повикот е да излезат на 15 и да го дадат без двоумење гласот за левица, бидејќи не е фрлен глас и нашите 5 пратеника минимум кои ќе ги освоиме на наредни избори ќе дадат двоцифрена бројка, бидејќи ќе види народот што значи разлика од досегашните чичковци и тетки кои што се на тие позиции бирани анонимуси од луѓето кои си ги испопика нивните фамилии и не ги боли уво за народот, ќе видат што значи парламентарно фајтерско делување на терен. На вашите членови во Битола им честитаме за новата канцеларија, им посакуваме успешна работа, а со вас посакувам наредниот разговор да го направиме во Македонското собрание. Ви благодарам и јас сум изненаден од квалитетот и суштината на вашите прашања. Многу од така наречените новинарски бардови не се ни спремаат за интервју, вие очигледно добро сте ја прочитали и програмата, така што еве ви ветувам дека ќе ве викнам како иден пратеник во собранието и таму ќе го направиме првото интервју после парламентарни избори. Ви благодарам уште еднаш и ви посакуваме успех. Фала ви, се гледаме во собрание.